Обединети за Македонија господин Љубе Бошковски во издание на издавачката куќа Влада на Република Македонија преку својата печатница Кривичниот суд во Скопје го дистрибуираше до редовна клиентела бранители на обвинетиот првиот том на своето најново монументално дело под наслов Пресуда Ровер. Од извори блиски до издавачката куќа Обединети за Македонија дознава дека по примерот на првата трилогија Пресуда Кампања и сега како автор на вториот том на Пресуда Ровер ќе се јави апелациониот суд во Скопје, додека третиот том ќе биде авторско дело на Врховниот суд на Република Македонија. Во делото Пресуда Ровер, главниот лик господин Љубе Бошковски е раснат заради психичко помагање во убиство, психичко помагање како термин, иако е домено на научно-фантастичната литература, тој никогаш не бил употребен таму. Токму тоа е гениалноста на идејниот творец, јавното обвинителство. Јавното обвинителство главниот јунак да го распнува низ сите страници и да го поврзува со сите ликови во делото, дури со оние кои ниту тој ги знаел, ниту пак тие го знаеле. Никој досега веројатно никогаш понатаму нема да се случи еден главен лик да биде осуден за убиство со помагање без зборување, за помагање со молчење, односно со психичко помагање, и каде непознат лик ќе искажува реченица во име на мртов човек, реченица од која произлегува сета вина на главниот лик господин Љубе Бошковски, за која тој осуден на 12 години затвор. Целиот слободоумен свет ги очекува преостанатите два тома од безумието Пресуда Ровер, со цел истата што побрзо да биде преведена на странски јазици и по примерот на првата Пресуда Кампања, која веќе се рецензира во Страсбург, да биде испратена на рецензија во меѓувреме преводот на Пресуда Ровер на барање на странските амбасади, ОПСЕ, Келшкискиот комитет и други организации за човековите права е доставена преку Обединети за Македонија. Авторите на ова монументално дело, како и оние на првата трилогија, својата заслужена награда ќе добијат, што за тоа ќе созреат условите, кога персоналниот состав на издавачката куќа ќе доживее промена и тогаш таа ќе прерасне во издавачка куќа, во вистинска влада, која ќе служи за својот народ, како владите на сите други демократски земји. Токму тогаш овој лик, господин Љубе Бошковски, кој има испишан една од најсветлите страни во поновата македонска историја, ќе си го заземе своето вистинско место на пиедесталот на невисоката власт, местото за кое херојот го чува неговиот македонски народ. Во името на Обединети за Македонија и се обраќам на власта, почитувани политичари, почитувани така наречени суди, независни обвинители, полицајци, за овие монструозни конструкции на политички прогон и политичка пресуда, ви укажа најеминентните професори од Правниот факултет Скопје, поранешни наши суди од Меѓународниот суд за човекови права Страсбург, ви укаже и Стејп департаментот и многу други меѓународни релевантни фактори. За ова се одговара во најдемократските земји во светот. Верувам дека тога и ќе се одговара и кај нас во Македонија за овие монструозни конструкции.